Оги, честито финале. Фала ти. Ова ти е прво? Прво да, лани се надпреварував во Звездите на Грант. Еве тие што гледале може ме знаат, може некој не, може да не е битно. Ама оваа година се надевам дека поише се прати и поише ме гледале. Стигнав до петиот круг. Оваа година ми беше желба да ми биде Марија ментор, од која добив покана да се надпреварувам повторно од директорот и отидов највише ради нејзиве, желбите ми се исполнуваат полека. Прво ми беше ми биде она ментор ако се такмичам, второ ми беше да дојдам до финалето на Грант, па што биде нека биде. И еве сега полека почнува да се исполнува тоа што во финалето? Која песна? Па еве ќе откриам за втората, првата нека биде изненадување, ама втората ќе биде Гори ватра од Здравко Чолич. И ќе има многу добар сценски настап. Цела сцена ќе биде со нешто што не можам да кажам што. Нешто ќе гори. Ќе гори баш ќе гледате еве ќе гори и затоа заслужен е директорот на Зегин Механџиски, он стои позади мене, еве сакам да го поздравам како спонзор за ова и синьори исто. За облека. Ние сите знаеме од каде потекнуваш, кој е твоето семејство, од дедо па мајка, да ја поздравиме сега усвариш целото семејство Џорлеви. Кажи ми колку ти значи тоа што си од музичко семејство? Па искрено многу ми помага и многу ми значи, ама сепак јас се презивам Здравковски, не сум Џорлев. Така да луѓето ме знаат по ликот дека сум син на Совчев, внук на Зоки Џорлев. И колку што ми значи, толку нека ти имам и ти кажувам еве кочница со тоа, бидејќи морам да внимавам, моите оставиле нешто, дедо ми ќе почнам од него, што ги напишал сите песни убави македонски најпопуларни што се. Изградил нешто што мора да го негуваме и да го држиме ние уште понатака во животот. Така да еве моите до сега се труделе го задржале тоа, останува на мене, на сестра ми, на братовчедите, така да мораме да внимаваме за да не ги оцрниме и обрукаме. А мајка ти ја испеа она преубава во Струмица на улица. Како беше? Ај кратко малце. Малку кратко, да. Во Струмица на улица пред него излего. Така беше? Така беше. Што слушаш тоа? Зоги се слушам, искрено да ти кажам, од поп до народно, до српско, до странско. Не сум таков да кажам, не слушам ова, не слушам турбо фолк, све слушам. Така да тој што си го бива музика, све ќе поштои ќе слуша. Имаш интересен настап на Звездите на Грант со Тијана Дапчевич. Така е. Биолончево, какво е чувството да бидеш на сцена со една таква голема звезда како што е Тијана? Искрено тоа беше за мене нешто најзначајно до сега, бидејќи да настапиш со таква звезда како Тијана што е балканска. Не можам да го опишам тоа чувство. Тоа беше идеја на Марија Шерифовиќ, на мојот ментор. Вика, Огнем, вика, мора да смислиме нешто, вика, да згазиш сега, вика, бидејќи тоа се бара од тебе, вика, пееш, вика, супер, ама треба нешто на сцена. И мене ми доаѓа некои глупости, видени работи, што се дај ќе земе, играчи ќе земе, ова ќе земе, она вика, не, ти треба нешто, вика, што ќе остави впечаток. Ќе земе Тијана, вика, двајца да сте македонци, вика, дали ќе прифати, викам, дали ќе сака. И бидно што бидно и се јавува, еве ќе кажам случката, и се јава Марија на Тијана, за еден македонец треба да свириш чело ако сакаш, и она вика, нема проблем, зашо не, доаѓа на студио и ме гледа леле на Совче, кога ме види и вика, од бебе од пелените немам видено. Како што си е Тијана легенда, си ја знаеме сите. Сега не носиш пелени, носиш боксер. Така. Оги, фала ти што беше дел од ексклузив. Ние ти посакуваме и да победиш на Дај Боже, Зоки. ова шоу. Ајде сега да те частам сладолед сакам. Ајде, важи.